Спојувањето на ТЕЦ Неготино кон ЕСМ отвори низ прашања во јавноста. Министрот Бектеши пред неколку дена рече дека не станува збор за продажба на оваа компанија, но дел од познавачите пак ги отворија можните опции зошто се случува спојувањето, со кое порасна вредноста на ЕСМ и која е целта со ваквиот потек: политички договор, потреба од финансии за покривање на непродуктивни трошоци или пак трасирање на патот за продажба на ЕСМ. Тоа е како паралела со стан. Имам стан од определен број на квадрати, ако не ми се впишани терасите, а ги впишам или помошни простории, автоматски вредноста на станот се зголемува и јас со таа вредност можам во банка да отидам да земам кредит или хипотека, дали за купување на нов стан или за реновирање на стариот. Сега прашањето која е целта на ЕСМ и на спојувањето овдека, дали е целта продажба или е целта нешто што ќе видиме понатаму, односно развој или евентуално, како што е пред избори, иако кратко е многу времето, да се побара кредит кој што би се користел за некакви неоправдани трошоци, имајќи предвид дека постојат индиции дека има вработување многу сега предизборно. Лазаревска отворено ги повика државните институции да проверат зошто токму сега се случува ова. Треба да настапи Комисијата за заштита од корупција. Така, значи затоа постојат тие органи во државата и тие тела кои што треба да следат. Исто така треба, ако има индиции да се покрене, значи еве ова е отворен повик по доспен глас да се провери дали има некакви за јавното обвинителство или за било која друга државна институција да провери што е причината за ова. Државните електрани важеа за една од најпосакуваните енергетски компании за вработување, но според Лазаревска, оваа компанија е далеку од она што била на времето. Сепак смета дека ваква стратешка фирма не треба никогаш да се помисли да се продаде. Тоа го нема во ниту една држава, дури и во оние околу нас, кои се дел од Европската унија. Едноставно не е тоа оправданост, затоа што на тој начин се губи суверенитетот на државата, затоа што најлесно е да ти го условуваш било кое општество и било која влада ако му ги затвориш дотеците на енергија, на храна и на вода. Според Лазаревска, во минатото централата ТЕЦ Неготино се одвои од тогашното ЕСМ за да може полесно да се приватизира. После толку години повторно има спојување. Централата години работи како ладна резерва, затоа што незината струја е скапа, но за време на кризата се вклучи. По спојувањето вредноста на ЕСМ изнесува над 520 милиони евра. За време на кризата ЕСМ се донесе одлука да го менаџира и парното грење. Државните електрани пак според последните податоци од финансии имаат загуби. Според документот до кој дојде код, имаат и проблеми со ликвидноста поради што секторот за финансии дава препораки како полесно да се надмине оваа криза и додека се бара решение, едно е нејасно: како овој енергетски гигант дојде до ситуација да се бори со финансиски проблеми.